Веќе подолг период речиси секојдневно бројката на нови заразени лица со COVID-19 во Тетово и Тетовско е двоцифрена. Повеќе од половина од вкупниот број на COVID диагностицирани пациенти се активни болни. И покрај постојаните апели на медицинските лица, сепак растот се должи на непочитување на мерките на дел од населението. Да, бројките растат, очекувано растат затоа што мерките малце се разлабавија и знаете што, значи ова е една нова состојба за нас. Не можеме никого да окривуваме затоа што многу тешко е да се размислува постојано, а мора, значи затоа и ностоп апелираме кај сите луѓе да размислуваат малку на таа дистанца, значи на маските, на миење на раце, 3 работи, клучни работи за кои треба постојано да се размислува каде и да сте, дали сте во кафич, било каде. Професорот по психологија и когнитивни науки Атанас Киријаковски смета дека луѓето не го сваќаат сериозно проблемот кој го имаме со ширењето на заразата, затоа што мислат дека тоа нив нема да им се случи. Сите си мислат, мене не може да ми се случи. И едноставно не превземаат, не детектираат опасност, мислат дека нив нема тоа да им се случи, и најверојатно тоа се причините зашто не го сваќаат проблемот сериозно. Киријаковски вели дека навиките кај населението треба да се создаваат со суптилно посочување, наместо со забранување. Многу е тешко да се одржи интензивни, строги мерки на долг период. Луѓето ќе почнат дефинитивно после одреден период ќе има прекачна точка, каде што луѓето ќе се чувствуваат, опресирани, што веројатно и голем дел веќе се чувствуваат така, и дури намерно ќе одат контра тоа со цел да протестираат на некој начин. Полицијата секојдневно казнува за неносење заштитна маска. Само вчера во Тетово биле изготвени 91 прекршочен платен налог, односно прекршителите треба да платат 20 евра.